Еве не, драги деца, на крајот од нашата прошетка кај вашите другарчиња од градинките. Денеска ќе се разделиме од нив. Но што ли се случува во оваа градинка? Лицата на некои од вашите другарчиња имаат невообичаен изглед. И тоа на оние деца од најголемата група. Овдека делува помалку и свечено, занималните се закитени. Вашите другарчиња се облекле во најновата облека. Овдека како да има изложба. Јас колку што се сеќавам, деца, денеска не е некој празник. Дете, како се викаш? Мики. Мики, каква свеченост имате денеска? Имаме голема свеченост за да се разделиме од нашата градинка и од нашите учителки. Колку години имаш, Мики? 6. А колку години си во градинката? 3. Како се викаш, малечок? Игор. Колку години имаш, Игор? 6. А колку си во градинката? 4. Што се научил за овие 4 години, Игор? Јас сум научил многу песнички и сум научил да цртам и да се однесам и да се играм со своите другарчиња. Можеш ли да ни испееш една песничка, Игор? Да. Ајде се чуем. Свети сонце румено, свети смеј се и ха-ха. Свети сонце румено, свети смеј се и ха-ха. Игор, па бидејќи си веќе голем, дали ќе одиш на училиште од есен? Да, Во кој училиште ќе одиш? во Ленин. Учителке насмејана, добре, секогаш си била, подобра од тебе нема. Учителке мила, со твојата нежна рака, родителска блага, да збориме нас не учиш, учителке драга. Сега веќе знаеме зашто станува збор, драги деца. Секоја разделба е тешка, нели се сложувате со мене? Кога повеќе години ќе поминеш со другарчињата, со учителките и со сите оние предмети со кои што си свикнал и кои ти станале драги, занималните, креветчињата, трпезаријата, играчките и сите катчиња. И одеднаш сето тоа ќе треба да го оставиш и да не го гледаш секојдневно како до вчера. Не е лесно сето тоа да го оставиш. Има дечиња што го почнале животот во градинката кога имале само 1 година, а сега имаат веќе 6. Тие тука пораснале, тука научиле дури и правилно да зборуваат.
Тогаш како може да биде лесна разделбата од овие втори мајки учителките? Тие секојдневно те учеле како да се храниш, како да го сакаш другарчето, да бидеш добар. Тие те воведувале во најчудесниот свет на песничките, приказните, стихотворбите. Тие те запознале со се она што те заобиколува, со убавините на природата, на татковината. Слушни градом слави, попатејки бели, натрчај се денес, од собрано цвеќе направи си превес. И се така среќено, и се така цветено, еднаш си дете, еднаш детство бива. И така, драги деца, вашите другарчиња од година на година научуваа по нешто ново, за тоа како треба да се слуша родителот, за тоа дека книгата во себе крие чудесни нешта. Колку песнички, колку стихотворби, колку игри научуваат вашите другарчиња за овие неколку години поминати во градинката. Па сега кажете и самите вие дали е лесно да се остави овој весел другарски живот? Деца, кој од вас од десен ќе биде ученик? Колку години имаш ти? 6, А колку години си во градинка? 4, Ќе одиш од десен на училиште? да, Во кое? во Песталоци, Ќе одиш со некој другарче од градинката? да, Со кого? со Катерина. Ти колку години имаш? 6, А во градинка колку години си? 4, Ќе одиш од десен на училиште? да, Во кое? во Лени, Со некој другарче од градинката? да, Со кого? со Габриела и со Ивона. Како што гледате, другарството не завршува во градинката, туку тоа продолжува и во училиштето. Прваче сум мала, прв пат одам на школа, по цел ден се мачам, буква да научам, а моето братче сама ми се смее и мама ми вели чита ко да пее. Деца, сега ќе биде поздравувањето. Еве ги децата потрчаа со букетите кон учителките, се гушкаат со нив. Тоа е најчистото, најискреното благодарам за се во сите изминати години во градинката.